Драстично зголемување на претставките за дискриминација во текот на 2018 година во однос на претходните години, а комисијата која треба да оценува дали лицата се дискриминирани според експертската јавност на нивото на непрофесионална и некомпетентна институција која е зависна од политички влијанија. Голем дел од комесарите, поготово оние од сегашниот состав, сметаат дека одредени политички видувања, дејствувања на дел од комесарите и како го нарушиле имиџот на комисијата. За жал, комисијата остана, да кажам, на нивото на непрофесионална институција, некомпетентна и се уште зависна од политички влијани. Проблем представува што чести дискриминаторски практики имаат политичари од власта, смета Игор Јадровски од Хелсиншкиот комитет, кој вели дека посебен проблем е што нема конкретни мерки како да се спречи овие луѓе да вршат дискриминација. Одредени политичари кои што важат за блиски до моменталната власт или пак новинари имаат константни дискриминаторски практики и тука изостанува, да кажеме, прво покренување на постапка по службена должност од комисијата, а второ и кога ќе ја покрена истата постапка изостануваат конкретни мерки кои што ќе ги спречат овие луѓе да вршат дискриминација. Марија Гелевска од ДС смета дека новиот закон на хартија изгледа добро, но дека истиот нема да вроди со плод доколку не биде обезбедена поголема финансиска помош од државата за решавање на овој горлив проблем. Она што дополнително загрижува е тоа што голем дел од комесарите смета дека дури со донесувањето на новиот закон, самиот закон нема да вроди со плод доколку државата навистина не алоцира финанси за воведување, односно за работа на стручно административно тело, доколку финансиски не се овозможат одредени алокации да превзема промотивна улога комисијата, да превзема активности за едукација на јавноста. Проблем на Комисијата за заштита од дискриминација е и транспарентноста. Имено таа 2 години нема функционална веб страна. Комисијата веќе 2 години нема функционална веб страна, што само по себе влијае на транспарентноста на Комисијата за заштита од дискриминација, односно на отвореноста за соработка. Најчести жртви на дискриминација се лицата од ЛГБТ заедницата, лицата со попреченост, етничките малцинства, пред се ромите. Бројот на претставки во 2018 година во однос на 2017 е повеќе од двојно поголем. Лани до комисијата пристигнале 132 претставки, додека годината пред тоа 59.